Ова видео е наменето за мали и микропредпријатија. Алатката што се презентира може да им помогне на брз начин да презентираат своји производи или начин на користење на веб страна или пак одредени упатства што сакаат да ги достават до своите потрошувачи. Започнува многу едноставно. Од вашата тастатура заедно ги притискате Windows плюс G. Стрелките ви покажуваат каде би требало на вашата тастатура да стартувате оваа алатка. Со стартувањето ќе добиете оваа слика, каде што се сите образложенија како да снимате. Најважни се трите работи што се подцртани со бела линија. Првото белото кругче значи почеток на снимање, следното сликата на фотографија ако сакате да земете само слика, а не цело видео, и третото покажува каде се наоѓа сето она што сте го снимали. Со притискање на копчето за снимање, започнувате да го снимате она што е на вашиот браузер или веб страна или она што е текст од вашиот компјутер. Со започнувањето на снимање ќе ви се покаже она што е одбележено со стрелки. Првата со црвено ви покажува дека се снима. Втората плава копче кое што служи да се запре снимањето и третото дали ви работи или не микрофонот. Си продолжувате да ја презентирате веб страната или она што сакате вие да го потенцирате за вашите потрошувачи или купувачи. И она што сте го снимале ќе биде зачувано во вашите документи како capture и еве го делот што сега во овој момент го прикажувавме и го снимавме. Исто тоа може да се види на самиот систем во претходниот слајд кај што ви покажав сите ваши capture или снимки. Овој слајд ви покажува како може да ја користите оваа алатка. Може да ја користите за покажување на вашата веб страна, производите на кои што сакате да обрнете внимание. Исто така може да прикажете кои се присутни на таа продавница, како секој на различен начин ги организира своите продавници, некој подобро, некој помалку видливо, и како резултат на таа можност може да презентирате како некој би можел да биде корисник на услугите, ако е корисник или ако сака само за почеток да се регистрира. Ги прикажувате можностите за виртуалната продавница и на кој начин може да се додаваат производи кои што ќе се промовираат пред купувачите, потенцијални и постојни, и како на едноставен начин да ја користат алатката. Може да прикажете на кој начин да поставуваат слики, со која големина, како да градат своја медија, либрари или место за чување на сите слики што би сакал некој да ги користи во својата виртуелна продавница. И овде се покажува како да се избере сликата, како да се постави и секако на крај како да се заштити за да може да биде видлива за вашите потрошувачи. И на крај како да се одлогира.
Она што е важно да се потенцира дека сета ваквата презентација комбинирана со користење на оваа алатка и како да се пренесе на PowerPoint презентација може да ја видите во друга ваква кратка презентација. Ви повикувам да ја спробате и да ви користи во тоа што го работите.